Стефан Лазаров е едно од најпознатите лица на македонската медиумска сцена, креатор и водител на Лазаров подкаст, најпопуларниот подкаст во земјата, кој руши рекорди по гледаност и интерес. Иако често е мета на јавни критики, Стефан има армија на верни обожаватели кои го почитуваат неговиот труд и уникатен пристап кон разговорите со своите гости. Во ексклузивно интервју за Hype Македонија, Лазаров откри повеќе детали за својот приватен живот, истакнувајќи дека неговиот најголем страв е да се врати таму каде што бил пред да ја изгради својата кариера. Искрено проговори за предизвиците со кои се соочува, но и за мотивацијата која го води напред. Неодамна Hype Македонија го стави на тест заедно со неговата сопруга Марта во забавно интервју кое предизвика огромна гледаност и фама. Двојката откри многу интересни детали од својот приватен живот, а нивната хемија и искреност ги насмеа гледачите и дополнително го зголемија интересот за оваа емисија. Запознајте се одблизу со Стефан Лазаров, човекот кој со својата работа ги поместува границите на медиумското новинарство во Македонија и секогаш е подготвен да одговори на шкакливите прашања. Здраво, Стефан. Здраво, Тара. Здраво на вашите гледачи. Ставете им лайк и сабскрајб. Фала ти. Како се носиш со досегашните стресови? Помина ли најлошото? Па со стресови се носиме постојано ние што работиме оваа работа. Со текот на годините претпоставам дека сум научил малку да бидам посилен во моменти кога се случуваат лоши работи, да ги оставиме стресовите на страна и позади нас и да се фокусираме на убавите работи. Таа мисла е правилна за моменти кога имаш стресови. Фала на Господ, добар сум. Се сметаш ли за остварен човек? Биди, остварен човек според мене не може да се кажеш можеби до крајот на животот, затоа што секоја година имаме нови цели, нови предизвици, афинитети кон некои други нешта. Се сметам за многу поуспешен од пред една година или пред 2 години. Мојата трка е единствено трка со себе, да се подобрувам, подобар да, остварен не. Да се вратиш 5 години уназад, што би сменил? Ништо, искрено, ништо. Знаеш зашто ништо? Затоа што за да достигнеш успеси и убави работи во животот, мора да се случат и неубави работи. Со неубавите работи понекогаш човек учи 2 пати, 3 пати повеќе отколку со убавите, затоа што во убавите моменти славиме, среќни сме, а во неубавите работи седнуваме и малку пореално ја гледаме сликата, гледаме кај ни се грешките и ги решаваме. Мислење за апсењето на тракер? Нема мислење, стварно, не е тоа моја тема да ја коментирам, ниту па сум засегнат, ниту па нешто. А се дружите некад? Биди, тракер е како и сите други луѓе околу мене што се бават за шоу бизнисот, таа генерација сме, блиски не сме биле никогаш. Сладки грех. Како? Сладки грех. Да извоиш некоја една работа што може е штетна или не е толку добра, ама ти баш не може би знае. Може би да благо, може да би. Да, те разбирам. Види, не сум човек што е склон на пороци. Не сум човек што е зависен од нешто. Мене ми се периоди во животот. Се случува да сум зависен од секојдневно вежбање, ми се случува да сум зависен од она потреба за да излезеш со другари, кафана, се напиеш. Меѓутоа во принцип сум спортист во душа. Многу сум среќен кога вежбам, отколку кога има периоди кога знаеме да се опуштиме, да дојде петок или сабота, дојдеш во кафана, се начукаш. Се случува, меѓутоа не сум човек што е склон на пороци. Па што повеќе ти е сладки грех? Да испаднеш од рутина со исхрана, да јадеш нешто што не е толку здраво или да си заседнеш петок со друштво во кафана? Види, поубаво е да си заседнеш во петок со друштво во кафана. Значи, затоа што во тој момент можеш и да си каснеш нешто за да се почастиш. Како и да е, наша работа е стресна, секоја работа е стресна на крајот денот, меѓутоа претпоставам дека секој машко сака, ако не успел да ги види другариве 5 дена во неделата, да дојде таа сабота, да седнеш да си помаветиш за животот и за други работи. Зашто не почнете некаков заеднички проект со сестрати? Па не знам, не сме некако има многу таленти, баш во сите можни бранши и делово као... Види, сестра ми е многу зафатена во принцип. Меѓутоа, она е и факултетера, и шминка, и бизнис работи, и кабаре, и она е многу талентирана, меѓутоа исто и јас во својата бранша сум многу зафатен, а за да започнеш заеднички проект треба време. И од мене е малку тешко моментално, барем овие неколку месеци сум фокусиран на моето. Се фолираш ли некад за публиката? Па не. Можеби понекогаш тоа е мојата најголема мана,
Затоа што знам да бидам многу често, многу искрен, да си ги кажам работите како што ми се во глава, понекогаш ќе ја плеснам работата. Искрено само сум приметил оваа година некако што поискрен сум, поише проблеми имам. Сега, знаеш како, да не глумам и светец, може би не фолираш, меѓутоа во даден момент не го кажуваш тоа што е реално и оставаш да го кажеш понатаму. Дали си љубоморен кога Марта добива пораки од спротивниот пол? Не добива пораки. Реално мислам, не, искрено никогаш не сме коментирале на таа тема затоа што их верувам. Ја од прв ден сум ми кажал на нејзе, дај да си веруваме 100%, нема поента да едниот на другиот да не знам, да му бидеш судија или полицаец или да му ги гледаш пораките на дневна база, ако му верувам 100% зошто да го правам тоа. Не сум љубоморен затоа што знам дека ме сака и ја не се сакам и тоа е тоа. Најблизок пријател у моментов? Мандар ми мене човек со кој што сум секој ден, мислам на телефон кога можеме да се видиме. Ерко ми е брат, имам неколку луѓе, секако кум од 300 ми е многу близок човек и така. И за крај, најголем страв? Па најголем страв е да не се вратам на местото каде што сум бил, искрено. Не само финансиски, интелектуално и околина, и луѓе, и моите, и едноставно сум многу среќен кога секоја година гледам прогрес во животот, на секое поле, така да најголем страв би било тоа, да не се вратам таму каде што сум бил. А 10 ама? Ај. 10 ама е постара од тебе? Носу. Колку постара? 10 години. 10 години? Да, сам 7. 10 ама заработува повеќе од тебе? Немам проблем со тоа. 10. 10 ама не сака да оди во кафана? 10. 10? За душа, знаеш што? Нека биде 8, затоа што ако јас па некогаш сакам да одам кафана, сакам да си ја земам со мене. Ето така. 10 ама не тренира? Многу, знаеш како, зависи. Ако човек има потреба да се грижи за себе, мислам секој човек има потреба да се грижи за себе, треба тоа да го прави. Од тој аспект јас сакам мојата жена да вежба за да биде подобар човек за себе, да се чувствува поубаво, а не дека нешто премногу мене ми смета ако не вежба. Нека е 8, не знам. 10 ама сака брак и деца одма? 10. 10 Спремен е Стефан. Гледаме деца памет. 10 ама обожава кромит? Јас знам да јадам кромит и плюс лукче, што да не. Љубов е? Љубов е тоа, мислам, немам проблем. 10. 10 ама има многу машки другари? Добро прашање ово. Па види, јас би кажал двојка. Не верувам во машко-женско пријателство кое што би било на секојдневна база, искрено. Тоа е мој став, не мора да биде тоа исправно или не. А жена што има многу другари, не знам, сметам дека конкретно за врска сериозна или за брак понатаму имала проблеми од аспект што нема да може да се мора да одбере со кој ќе се гледа, мора да одбере на кого ќе му го даде вниманието. Поготово сум, ако ова е 2, 0 ми е да стекнува машки пријатели додека е во емотивна врска со мен. Фала ви на вашата љубезност, само напред, но сте добри и брзо среќен што во Македонија се појави Митен Ковачев.